Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски соопшти дека во Хрватска е усвоен закон со кој професионалните возачи ќе можат да добиваат долгорочни визи, оценувајќи дека ова представува значајно олеснување и за македонските транспортери. Во објава на социјалните мрежи Николовски посочи дека новото законско решение е чекор напред во надминување на проблемите што се појавија по воведувањето на ЕС системот во Шенген зоната, кој предизвика дополнителни административни и временски ограничувања за професионалните возачи од земјите што не се членки на Европската унија. Во Хрватска е усвоен законот со кој професионалните возачи ќе можат да добиваат долгорочни визи. Тоа е чекор напред во решение на проблемот кој произлезе со воведување на ЕС системот во Шенген зоната. Овој закон многу ќе помогне на македонските професионални возачи, напиша Николовски. Тој информираше дека станува збор за реализација на договорот што бил постигнат со хрватскиот вице-премиер и министер Олег Бутковиќ за време на нивната средба во јануари годинава. Според Николовски, ваквите мерки се особено важни за транспортниот сектор, кој во изминатиот период се соочуваше со сериозни предизвици поради новите правила за евиденција на влез и излез во Шенген зоната. Тој додаде дека Швајцарија веќе применува сличен модел со издавање долгорочни визи за професионални возачи, а очекува и други европски држави да се приклучат со цел олеснување на работата на транспортните компании и возачите. Продолжуваме кон конструктивни решенија за нашите професионални возачи, порача Николовски. Македонските транспортери во повеќе наврати реагираа дека новите шенгенски правила создаваат дополнителен притисок врз возачите и компаниите, особено поради ограничувањата за престој во земјите од Шенген зоната. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков порача дека Разловечкото востание представува еден од најзначајните темели на македонската борба за слобода и државност, насвечено од одбележување на 150 годишнината од востанието во селото Разловци. Во своето обраќање, Љутков истакна дека Македонија предолго живеела со страв да не навреди некого ако се сака себе си, нагласувајќи дека Разловци денес представува символ на македонскиот непокор и опстој. Разловци е највисок пантеон на македонскиот опстој и символ на непокорот, што никој не успел да го замолчи, рече министерот. Тој оцени дека Разловечкото востание од 1876 година го разгорело пламенот на слободата што подоцна прераснал во пошироко ослободително движење низ Македонија. Јунаците од Разловци не ја победија империјата, но ја победија тишината, а тишината е најстрашната форма на робство, истакна Љутков. Министерот информираше дека Министерството за култура и туризам обезбедило околу 25 милиони динари за целосна реконструкција на спомендомот на Разловечкото востание. Во рамки на проектот е изработена и нова историска поставка која преку фотографии, документи и артефакти ја раскажува приказната за востанието и неговите учесници. Според Љутков, зачувувањето на историската меморија е од особено значење за идните генерации. Секој обновен споменик, секоја зачувана приказна и секое спомнато име на разловечките јунаци представува тивок, но моќен отпор против заборавот, нагласи тој. На крајот од обраќањето, министерот им оддаде почит на Димитар Поп Ѓоргиев Веровски, Поп Стојан Кара Стоилов, Илија Марков, Дедо Илјо Малешевски, Николас Крижовски, како и на сите познати и непознати учесници во востанието, оценувајќи дека нивното дело останува вечен символ на македонскиот непокор, достоинство и стремеж кон слобода. Управните служби при Министерството за внатрешни работи апелираат до граѓаните навремено да ги подигнат своите готови лични документи со цел да се избегнат непотребни гужви и долги редици во пресред на летниот период. Од МВР информираат дека благодарение на реорганизацијата и зголемениот капацитет на службата, процесот на издавање лични документи во моментов се одвива со максимална ажурност и ефикасност. Процесот е целосно оптимизиран и овозможува брзо и едноставно закажување на термините за фотографирање, минимално време за чекање пред шалтерите и експресно изготвување на документите во законски предвидениот рок, па дури и порано, посочуваат од Министерството. Оттаму предупредуваат дека во наредниот период традиционално се очекува зголемена фреквенција во управните служби, поради годишните одмори, но и поради доаѓањето на граѓаните од диаспората. Според МВР, навременото подигнување на веќе изготвените документи директно придонесува за одржување на ефикасниот ритм на работа и спречување на создавање метеж во екот на летната сезона. Со навременото подигнување на вашите готови документи, уште сега директно придонесувате да се задржи овој брз и ефикасен ритм на работа, велат од МВР.
Во апелот Министерството ќе повика граѓаните да ја проверат важноста на своите документи доколку веќе се фотографирале навремено да ги подигнат новите лични карти, пасоши и возачки дозволи. Нашите служби ве очекуваат, а навремената реакција е во интерес на сите нас, порача од МВР. Собранието ги усвои измените на Законот за студентски стандард, со кои се победуваат значителни промени во финансирањето на студентското сместување, распределбата на државните стипендии и правата на студентите кои не добиваат место во студентските домови. Со новите законски решенија се воведува категоризација на студентските домови во два типа. Во тип 1 ќе спаѓаат енергетски ефикасни реконструирани студентски домови, додека во тип 2 ќе останат постојните, односно нереновирани објекти. Измените предвидуваат и промена во моделот на финансирање на сместувањето и исхраната. За домовите од тип 1 државата ќе покрива до 40% од трошоците наместо до сегашните 50%, додека за домовите од тип 2 субвенцијата останува до 50%. Практично ова значи дека студентите кои ќе бидат сместени во реконструираните и енергетски ефикасни домови ќе плаќаат повисока партиципација. Цените ќе се утврдуваат врз основа на реалните трошоци за одржување и функционирање на домовите. Измените носат и нов распоред на државните стипендии. Според новиот модел, 40% од стипендиите ќе бидат наменети за студенти од социјални категории, при што во оваа група сега се вклучуваат и студенти со ретки болести и лица со попреченост. Досега за оваа категорија беа предвидени 49% од стипендиите. Дополнително 35% од стипендиите ќе се доделуваат за студиски програми од стратешки интерес за државата, додека 25% ќе бидат резервирани за студенти со особен успех во учењето. Измените беа изгласани по скратена постапка во собранието. Дел од студентските организации претходно изразија загриженост дека новите правила би можеле дополнително финансиски да ги оптоварат студентите. Министерот за правда Игор Филков денеска најостро реагираше на како што наведе обидите за полагањето на правосудниот испит да се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација по вчерашните протести во Скопје на кои се бараше употреба на албанскиот јазик при полагањето на правосудниот испит. Во својата реакција Филков истакна дека правосудниот испит не е политичко, туку професионално и правно прашање кое мора да се спроведува согласно законите и стандардите на државата. Обидите да се прикаже законската обврска за познавање на македонскиот јазик како дискриминација се опасна манипулација со јавноста и директен удар врз уставниот поредок, нагласи министерот. Тој посочи дека македонскиот јазик е службен јазик на целата територија на државата и представува темел на институционалниот и правниот систем. Недозволиво е да се користат чувствителни теми што директно го засегаат правниот систем за собирање политички поени или за создавање меѓуетнички тензии, додаде министерот. Филков нагласи дека правосудниот испит се организира и спроведува согласно важечките законски прописи и професионални критериуми, а не според, како што рече, дневно политички агенди или притисоци од улица. Додаде дека Министерството за правда останува отворено за институционален и аргументиран диалог, но нема да дозволи девалвација на правосудниот систем и подкопување на улогата на македонскиот јазик. Вчерашниот протест во Скопје на кој се бараше употреба на албанскиот јазик при полагањето на правосудниот испит беше проследен со извици УЧК, како и со истакнување албански и американски знамења, при што не беше забележено државното знаме на Македонија. За време на протестот се случи инцидент кога група млади лица, дел од учесниците, влегоа во меѓусебна физичка пресметка. Според информациите на протестот, имало и лица од Косово. Епидемијата на ебола во Демократска република Конго однесе најмалку 118 животи, постои сомнеж дека повеќе од 390 се заразени, соопштија локалните власти. Портпаролот на конгоанската влада потврди дека епидемијата се шири во нови области. Светската здравствена организација предупреди на сериозна опасност од ширење на ебола во Централна Африка, откако беа потврдени нови случаи во Демократска република Конго и Уганда. Според Американскиот центар за контрола и превенција на болести во Уганда се регистрирани 2 потврдени случаи, еден смртен случај поврзан со сојот бунди бугио на вирусот. Светската здравствена организација ја прогласи епидемијата за криза во јавното здравје од меѓународен интерес. Новите случаи се појавуваат во повеќе области во Источен Конго, меѓу кои Итури, Северен Киву и градот Гома. Во меѓувреме, Соединетите Американски држави воведуваат засилени мерки, меѓу кои скрининг на патници од погодените подрачја, ограничувања за лица кои престојувале во Конго, Уганда или Јужен Судан во последните 21 ден.
СЗО предупредува дека вистинскиот број случаи може да биде многу поголем, повика на засилени проверки подготвеност во регионот. Руанда веќе најави засилени контроли на границата со Конго. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека постојат многу добри шанси Соединетите Американски држави и Иран да постигнат договор со кој ќе се спречи Техеран да развие нуклеарно оружје. Изјавата доаѓа неколку часа откако Трамп откри дека го одложил планираниот воен напад врз Иран за да се овозможи продолжување на дипломатските разговори. Се чини дека има многу добри шанси да смислат нешто. Ако можеме да го направиме тоа без да ги бомбардираме, би бил многу среќен, изјави Трамп пред новинарите. Тој посочи дека барањето за одложување на нападот дошло од лидерите на Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати. И покрај дипломатските напори, американскиот председател предупреди дека САД остануваат подготвени за голема воена операција доколку не се постигне договор со Техеран. Според извештаите, Иран веќе одговорил на новиот американски предлог за прекид на конфликтот на Блискиот Исток, но позициите на двете страни понатаму остануваат значително оддалечени. Иранската агенција ФАРС објави дека Вашингтон предложил Иран да задржи само еден активен нуклеарен објект и да ги пренесе резервите од високо збогатен ураниум во Соединетите Американски држави.